Почитувани представници на медиумите, добар ден. Повод за денешната пресконференција е 2-годишното работење на градоначалникот на општина Крива Паланка, господинот Арсенчо Алексовски. Предизборната паника и нестабилното тло, кое се јави кај централната власт, полека но сигурно почна да ја треси и локалната власт во Крива Паланка. Така овие денови, откако се објави датумот за избори, ВМРО-ДПМН се растрча по терен и почна да дели субвенции, да ветува нови работни места, да ги вработува своите партиски војници на непостоечки места во јавните и државни предпријатија, да ветува нови капитални инвестиции и што ли уште не, како да од утре ќе потече мед и млеко. Партиската директива е повеќе од јасна. Креирајте работни места во сите локални институции, па макар и фиктивни. Се вработуваат комунални работници, редари, чувари, помошен персонал. Само како пример ќе го земеме јавното предпријатие Комуналец, каде се ангажирани 10 нови лица, меѓу кои потенцијалниот зет на директорот на ова јавно предпријатие. И сето ова само да се спаси она што може да се спаси во овој предизборен период. Ама прво за спас на самите нас и нашите најблиски, а за народот ако остане нешто. Лутината, паниката и нервозата во владеачката структура од ден на ден е се поголема и поочигледна. А виновник е кој друг, ако не СДСМ, кој иницираше и прифати предвремени избори на 5 јуни без никакви услови. Таа нервоза граѓаните можеа да ја забележат секаде, па и на последната седница на Советот на општина Крива Паланка, кога на дневен ред беше усвојувањето на завршната сметка за 2010 година. Покрај низата неуспешни проекти, јавното приватно партнерство за изградба на деловна зграда, 2 нови факултети и претварање на Крива Паланка во универзитетски град, ново јавно предпријатие, слушаме и за уште едно промашување, тоест малите хидроелектрани, кој беше најголема дут на владеачката структура. Ама за жал, кога колата ќе тргне по удолница, тешко се собира, а ветувањата се растурија како кула од карти и се падна во вода. Така градоначалникот за своето 2-годишно работење ќе нема да се пофали ама баш со ништо ново. Само како подсетување, во првата година од својот мандат изгради еден јавен тоалет, кој се уште не е во функција, или пак може би го чуваат за партиски потреби по завршувањето на следните избори. Во услови на непланско проектирање на општинскиот буџет на 300 милиони денари и негова реализација од 65%, од кои 90% за тековни трошоци и оперативно работење, а само 10% за капитални инвестиции. Тоа е и максимумот што може да се очекува од една власт која многу ветуваше, а малку или воопшто не реализира. Природата се изгуби во своите чекори, па сега не може да се ориентираат дали се движат напред или назад. Во секој случај, амбисот е сосема близу, без разлика дали следниот чекор е напред или назад. Во услови кога не видовме ниту еден капитален проект, почитувани господа од власта, очигледно дека народот на 5 јуни ќе ве казни и вас и вашата портокалова преродба. На сето ова трошите огромни суми народни пари за гориво, телефон, репрезентации, договорни услуги и рекордно го зголемивте долгот на општината за 15 милиони денари за само една година. Господине градоначалник, ние потполно ја разбираме вашата нервоза, бидејќи сите ветени проекти од ваша страна се распрскаа како меур од сапуница. Но воопшто не е во ред вашиот гнев и нервоза да ја истурате повторно врз опозицијата, зашто за вашиот неуспех таа не допринесе ама баш со ништо. Да се слушаат изјави од првиот човек на општината за поделба на ваши и наши професори и наставници, делење на откази од собраниската говорница, да се настапи со навреди, омаловажување и понижување, со говор на омраза, воопшто не довликува на било кого, а најмалку на еден прв човек на општината. Ние потполно ја разбираме паниката и стравот, нервозата и гневот, ама како опозиција не чувствуваме ама баш никаква одговорност, бидејќи за сето ова сте виновни самите вие. Ние се обидовме да укажеме навреме. Проблемот е тоа што самобеднисаното мнозинство
немаше ниту желба, ниту доблест да го прифати укажувањето на опозицијата. Вашата единствена цел е да трошите народни пари за луксузирање, расипничко и недомаќинско работење и уживање во функциите и благодетите кои ви ги нуди таа. Затоа, градоначалник, соберете храброст, излезете и кажете јавно колку успешни проекти имате во вашиот мандат од 2 години, испланирани и реализирани. Кажете барем една успешна мерка за локален економски развој, која вие сте ја предложиле, а вродила со плод. За вашата работа сведочат само празните сакси на бандерите и неколкуте шаки петрева во градскиот парк. Ако тоа е економската преродба за која ги добивте изборите, тогаш нека ви биде на чест и совест вашето 2-годишно работење. Ви благодарам.